Цревните заразни болести се најчести во лето и се пренесуваат преку фекално-орален пат. Летото, поради високите температури, многу често доаѓа до цревни заболувања. Многу често и храната се расипува, не тешка за одржување и затоа треба да се внимава со конзервацијата на храната, да се свежа, да се консумира кога ќе се изготви. Пренесувањето е најчесто преку нечисти раце. На кој начин тоа се случува најчесто? Како што спомнавме, нели, значи да се внимава на хигиената, да биде добро сготвена храната, да не се чува многу во фрижидер, затоа што и да ви во фрижидер таа многу не стоја неколку дена. Најчести бактерии кои можат да предизвикат хаос во организмот се следните. Од бактериите најчесто се салмонелите, тифус и паратифус, ни бактерии кои што даваат проливи, даваат болки во стомакот, во цревата. Исто така и вирусите даваат цревни заболувања, најчесто тука се аденовирусите, ротавирусите. Разликата е во честотата на столиците, кај вирусите таа побистра, потешна и многу помногобројна, некаде 10 до 15 дено, кај бактериските причинители на цревните инфекции таа е поретка. На кој начин се лечат и колку трае рехабилитацијата? Рехабилитацијата трае различно, али неколку дена. Битно е да се внесуваат течности, да се внесуваат ОРС раствори, да се внесуваат пробиотици, исто така се многу битни. Може јогурт да се користи, да не се внесува свежо млеко, да не се консумира чоколадо. Затоа лекарскиот совет е неопходен, се поради летото да не биде лош спомен. Нека внимават со храната. Значи, нека внимават на хигиената при приготвувањето, на хигиената при сервирањето, консумирањето. Секогаш да бидат чисти приборот за јадење, чините, да ги мијат рацете пред јадење.